За кого добивте понуда да наместите? Кажавте еден од нив е Никола Груевски, кои се други? За него само, за никој друг. Кој ви понуди да го наместите? Во тоа време имаше една фракција во ВМРО ДПМН, реформатори се вика. Има многу убав концепт, но тој концепт беа само лепе речи. Немаше врска. Тоа беше само уште еден удар на партијата за разединување, за расклимување. Ете тие преку покојниот адвокат Саво Коцаров ми дадоа толку безобразна понуда, пошто со моите јавни ставови ја дадов до знаење дека господинот Груевски не дека не го симпатизирам, не го сакам воопшто. И тие дошле до заклучок, можеме да го врбуваме. Преку Саво Коцаров ми нудат, значи со овие зборови. Намести го Груевски за командна одговорност, утре излегуваш од затвор. Јас Груевски ниту го сакам, ниту некогаш во животот ќе го сакам. Но тоа што, ја не го сакам, не значи дека ќе станам шпион, дека ќе станам местач, дека некои деца ќе ги оставам без татко. За нешто што човекот нема врска. Ја и он се немаме видено од Конгресот во Охрид. Можам ли да кажам дека никогаш немате контактирано со Никола Груевски за 27 април? Апсолутно. Дали ли ви предложиле некој од така наречените организатори, например, да го послучите како виновен? Не, само Никола Груевски, Само Никола никој друг. Груевски. Само Никола Груевски. Тој им беше таргет у тоа време. Таа понуда одбивте директно, им кажавте. Нормално, како нема да ја. А ви кажа ли адвокатот кој точно од тие реформатори дојде понудата? Од која точно личност? Молам да ми каже Рековте дека преку адвокатот ви стигнала понудата. Добро. Дали ви кажа адвокатот која точно личност му кажала на него? И дали ќе сакате да споделите на крајот од денот во јавност? Тие реформатори имаат двајца водачи. Не од Бунтур, од другиот е, од адвокатот. Еве, јас ќе кажувам. Може он сега е близок со Трајко Петко. Од него. Мислите дека имало некаков договор помеѓу тогашната власт? Немам појма што било и како Не било. прашавте. Не, тие ми се понудија дека сакаат да ми помогнат, дека сакаат да ми платат адвокати, дека ова, дека она, и на крај излезе дека ме уценуваат да го местам Груевски.